Имам повеќе хобија. Зима ми е сноубордот. Живеам за ладно време, за длабок снег. Улето сум по моторите. Пролети и есен ствари по ендурата, возиме со кросови со ендура по планини. И улето вейкбордот кој се вози на вода, исто како сноубордот на снег, вейкбордот е на вода. Значи спортовите што срцето ти куца на високо врте. Имате повеќе мотори, но емотивно сте сврзани со Веспа. Со Веспата на така. Да. Што значи за вас тој мотор? Има историја многу и буквално ми е таа, викам, лепотица моја. Ја најдов на 14-15 години у подрум и татко ми, знаејќи опасностите на моторот, не кеше да ми помогне да траев сам, има помош од вујко ми. Повише ја правев него што ја возев. Ја правев 3-4 дена, ќе искочев веднаш кога дојдам до центарот се вратам и така убави денови. Убави денови, немавме тогаш ни интернет и буквално самоук. Рацете уѓе по цел ден на него. Малку забушевање, бегање од школа за да можам да направам Веспата. Да. И така, имав убаво детство. Уживате ли во брзото возење? Уживам у брзо возење, но не полиција. Најголемата брзина? Па сега преку 250 више немаш време да погледнеш во километражник, возам брзо на стаза или кој што идеме надвор по планините. Низ град гледам да почитувам правила, пошто веќе собрањата гужва преголема. Културата на возење е на најниско ниво. Гледаме у телефони, пишуваме поруки додека возиме што и затоа гледаме толку собраќајки. И треба да се работи на свеста за возењето низ град, бидејќи гледаме казни нема, гледаме поминување на црвено секој ден, непочитување на пешаци, значи и преку возењето се гледа кој е джентлмен, кој не е. Дали на пеџа тренд адреналинот е компензација за све? Секојдневните обврски што ги имате, сите компензација за сите нервози, да, ја кога викам како ќе се качам на мотор, ветерот ми ги трга проблемите. Едноставно секој качување на мотор е уживање. Како искусен професионалец во угостителството, дали се губи аромата на кафето помеѓу Фејсбукот и Инстаграмот? Кога ќе влеземе во некој ресторан или кафич или диско, гледаме се повеќе луѓе како гледаат во своите апарати, така да се губи многу. Викам, не гледај телефонот, баш сега може да помине симпатијата на твојот живот или да, ќе го така пропушти да се пропуштаат убавите моменти. Телефонот треба да се користи кога што викаме доскоси, кој ти е досадно, мада за мене зборот досадно е непознат. Така да многу време се губи на социјалните мрежи. Некој наше време баш зборев со вници, викам, немаш кај да најдеш девојката или симпатијата. Мораше да бидеш на улица, да гадиш, бидеш од кафиш до кафиш, до игралиште на игралиште, да ги најдеш. Сега ми е многу све полесно. Кога идеш на пецање си купу риба од рибарница. Да. Може ли да издвоите некоја авантура поврзана со вашите мотори? Авантури има многу и адови. Но секогаш препорачувам секој качување на мотор да биде со заштитна опрема, со кацига. Као дете знаеме дека сите сака да те видат, али првото идење во странство, видов уствари како селјак сум бил што сум возел без кацига. Значи кога идеме надвор треба да ги купуваме добрите работи и од тогаш немам извадено кацига, дале на 100 метра и заштитна опрема. Кога бевте млад, што би избрале помеѓу моторите и автомобилите? Ја и ден денеска бирам моторите. А можда сум по моторите, као дете знам, што едено со моите на одмор се враќаме, а одеше на Јадранско море не знам каде, и знам позади мене возеа група на мотори. И као дете нака очите ви сијат, мислам дека тоа беше љубовта прва према моторите, ден денес не истата љубов, значи не ја згасна воопшто. Возам мотори што се вика 7-8 месеци, кога е многу ладно сум на точка. Дали сега во овие години чувствувате страв од како станавте татко? Не поради обврската татко, туку поради обврската кон децата. Дали сега возите со помала брзина? Прашањето ми се деси сега у право време. Првата страв ја осетив кога се разволе татко, ми почнав малце да пуштам газ, викам, одговорност застанува више моја. И кога се родија деца, сега баш идев на Охрид, како што убрзуваш, ти се јавуваат одма, пушташ газ, значи почиња више да работи инстинктот.